Toyota и Lexus напаѓаат со спортски деривати на бензинена струја. Jaguar тажно ја обележува својата 90 годишнина. Индиците се поголем фактор во производството на возила. Bugatti Trubilon останува на бројката 250. Каков ќе биде европскиот Ford Bronco? Ова се доволно скокутливи теми на кои имаме одговор. Секако имаме уште доста новитети, па затоа останете со нас следните 30 минути. Шпанија е решена да стане еден од европските лидери во електрификацијата и од 2035-та учеството на електричните возила во целокупното производство од досегашните 10 да се искачи на 95%. За таа цел владата идната година ќе обезбеди скоро 1,3 милиарди евра поддршка. Од нив 400 милиони се наменети за директни субвенции на купувачите, а 300 милиони ќе бидат вложени во поставување станици за полнење. Преостанатите 580 милиони евра пак ќе бидат распределени во рамките на програмата за инвестиции во индустријата, која е финансирана од Европската унија. Крајната намера е да се помогне на домашниот автомобилски сектор да ги зачува работните места во транзицијата на општеството кон електричните возила и земјата да ја задржи позицијата на втор најголем производител на автомобили во Европа. Кросовер на струја имаат и малезиците. Пердува QVE е прв самостојно развиен електричен модел во земјата. Горд на постигнатото, овој производител кој е во тесни врски со Daihatsu ќе нуди само една верзија по цена нешто помала од 18.000 евра. Но без батериите од кинескиот CATL, кои овозможуваат автономија од 370 км, тие ќе се изнајмуваат за 60 евра месечно. Долг е 4 метри и 17 сантиметри, а мускулестата купе каросерија прави да изгледа динамично и моќно. Располага со 204 конски сили, кои пренесувани на предните тркала ќе го забрзаат до 100 км на час за 7,5 секунди. Опременоста е солидна и вклучува гласовен асистент, дигитален внатрешен ретровизор, широкоаголни камери и друго. Се очекува месечно да се продаваат по 3000 примероци. Nissan лансираше кросовер кој сигурно ќе им биде интересен и на европските купувачи, иако практично не постојат никакви шанси да биде понуден и тука. Наречен Kite, тој всушност е темелно обновена верзија на првата генерација на малиот Kicks и ќе биде лансиран во 20 на земји, почнувајќи од Бразил. Елегантниот изглед прави да изгледа поголем од неговите 4,3 метри, а конфигурацијата на кабината внимателно е прилагодена на потребите на јужноамериканските купувачи. Атмосферскиот 1,6 литарски мотор како гориво може да користи бензин или етанол и преку безстепена вариоматска трансмисија на предните тркала испорачува 113 конски сили. Цената му стартува од прифатливи 18.900 евра. Кија ги испровоцира авантуристите со интересна изведба на EV5 за која ќе биде навистина штета ако остане само концепт. Наречена Weekender, таа комбинира робусен офроуд дизајн со низа практични надгледби за користење во дивина. Ослонувањето е засилено и повисоко, тркалата му се груби и поголеми, а целокупниот изглед делува дека убедливо може да се справи со предизвиците. Затоа служат и заштитните плочи, а предниот и задниот дел, како и целата внатрешност, визуелно се разбиени со низа лимон-зелени акценти.
кабината е преработена многу пообемно отколку што се очекува за концепт базиран на постоечки модел и располага со широк дисплеј, нов волан, ревидирана централна конзола и низа корисни детали. Техничките спецификации не се обелоденети. На својот нов изум, Hyundai смета дека ќе започне нова еволуција во човековата цивилизација. Станува збор за роботизирана платформа за превоз на ситни работи која може се да се движи сама, да вози преку нерамен терен или пак да го следи сопственикот. Функционалноста ја обезбедуваат иновативното поврзување на тркалата и автономните способности поддржани од вештачката интелигенција. За наведување се грижат лидар и серија сензори и камери за стабилноста, потребниот механизам за контрола на положбата. Тој динамички ја подесува висината на нерамни терени, овозможувајќи да се совладаат препреки до 20 см, а површините под наги поголеми од 10 степени автоматски ги избегнува. Изведена е така да понуди прилагодливи решенија за различни индустријски потреби или секојдневниот живот, поставувајќи нови стандарди за коегзистенција на луѓето и роботите. Долга е 115 и широка 75 см. Брзината е ограничена на 10 км на час, а може да се управува и рачно. Почетокот на производството е планиран за првата половина идната година. Меѓу многуте промени што Европската Унија ги прави, се подготвува уште една. Нов автомобил повеќе нема да може да се купи во готово. Ова до душа се однесува на сите плаќања во износ поголеми од 10.000 евра, кои веројатно до 2027 година ќе мора да се вршат исклучиво преку банка. Причината е следење на финансиските текови за полесно справување со перење на пари и тероризмот, како и заради даночната евазија. Сепак со новите правила ќе бидат опфатени само компаниите, доколку и продавачот и купувачот се физички лица, ќе нема ограничување на сумата што може да се плати на рака, во готово. Треба да се знае дека вакво правило и досега постоеше во некои земји, но во иднина тоа треба да стане задолжително на целата територија на Унијата. Практично не постои развиена земја која нема автомобилска индустрија, но само мал број нации може да се пофала дека имаат собствени марки возила, барем од оние глобално познатите. Со исклучок на Кина, која е приказна за себе, најбогати во тој поглед се јапонците и американците со 11, односно 9 марки автомобили, ако не ги сметаме малосериските и оние специализирани само за комерцијални возила. Следат Германија, Велика Британија и Италија со по 6, Франција има 5, а Јужна Кореја 4 собствени марки автомобили. Шпанија од пред некоја година ги има 2, а Чешка и Романија по 1. За приказната да биде комплетна, треба да ги споменеме уште Русија, Индија и одскоро Виетнам. Вкупно се на се, во светот екзистираат нешто над 50 на марки автомобили, од кои само неколку може да се декларираат како независни. Скоро сите се контролирани од 10 на светски групации од 5 држави. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема
и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Фронтера. Уоу, колку многу простор. Вау, ова беше брзо полнење. Новата Opel Frontera од 21.000 евра. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Од истокот светлост, од западот луксус. Тоа е старата латинска изрека која сега може да се употреби во автомобилскиот жаргон. Индија станува четврти по големина автомобилски производител, а моделите што доаѓаат од тамошниот пазар не изгледаат атрактивно, туку имаат навистина популарна цена. Ева што прават Mahindra и Tata Motors. Индија станува новата Кина, земјата која е четврти по големина производител на возила во светот за последниве 5 години ја има зголемено својата продукција за неверојатни 72%, далеку надминувајќи ги Јужна Кореја и Германија. Процесот и амбициите најдобро ги илустрира присуството на Mahindra во Формула Е шампионатот како од неговата инаугуративна сезона во 2014 година. Иако сега познат по застареноста на некои од своите модели, овој производител цврсто гази во електричната иднина. Најновото негово остварување во овој сегмент е кросоверот XEV9S, кој е прв во земјата со 3 реда седишта. Базиран е на бензинскиот XUV 700, од кој драстично се разликува по предниот дел. Поголем дел од компонентите се преземени од другите електрични модели, вклучувајќи ги електромоторите од 231, 245 и 286 конски сили. Со најмоќниот до 100 км на час забрзува за 7 секунди и постигнува максимални 202 км на час, а погонот е исклучиво на задните тркала. Во зависност од изведбата се испорачува со 3 пакети батерии кои овозможуваат автономија помеѓу 520 и 680 км и поддржуваат брзи полначи со моќност од 140 и 180 кW. Внатрешноста има 3 екрани напред и уште 2 за патниците во средниот ред, а панорамскиот покрив го имаат сите верзии. Побогато опремените пак нудат и такви нешта како адаптивен темпомат, автоматско паркирање, Harman Kardon аудио систем и друго. Цените стартуваат од 19.000 евра.
Tata Motors, кој е собственик на Jaguar Land Rover, го возобнови легендарниот теренец Sierra, некогаш во Индија вистински символ на своето време. Таков треба да биде и новиот модел кој неодоливо потсетува на современите британски кросовери. Како концепт го видавме пред 2 години, кога беше најавено дека ќе биде глобално достапен, но сега нема ниту збор за тоа. Ветувањето пак дека ќе има и електрична верзија, индиците го одржаа. Таа ќе се појави нешто подоцна, а до тогаш во понуда ќе биде со 1,5 литарски бензински атмосферски и турбо мотори со 106 и 160 конски сили и исто толкав дизел со 118 коњи. За разлика од оригиналот од 1991 година, нема да има погон на сите тркала, но ќе биде достапен и со автоматски менувачи. Ентериерот, кој навистина е простран за возило долго 4,3 метри, е интересно решен со 3 екрани и покрај богатата опрема која вклучува и седишта со грејење и вентилација, чувство на луксус дава и големиот панорамски покрив. И сето тоа за само 11.000 евра. Веста дека од 2027-та Форд во Шпанија ќе започне со производството на нов модел за Европа наречен Бронко. Не потсети дека неговиот американски истоименик наполни 60 години. Кога се појави, го промени начинот на кој купувачите гледаа на теренците, стекнувајќи популарност со тоа што беше добар и за асфалт. За жал, Jaguar тажно обележува својата 90 годишнина како перјаница на британската автомобилска индустрија. Сепак, оптимизмот зрачи од Енкор кој успеа, по повод на 50 годишнината од појавувањето на Lotus Esprit, да направи интерпретација која ќе се произведе во 50 примероци по цена од 430.000 фунти. Ford Bronco настана како идеја на истиот тим што го создаде Mustang, кој му подари култен статус. Неговото влијание врз американската автомобилска индустрија беше големо. Со Bronco започна нова ера во историјата на теренските возила. Имаше издржлива конструкција со шасија, крути оски и лиснати пружини, а 4x4 погонот беше стандарден. Сепак, за разлика од другите, беше лесен и подцивилизиран за возење, заради што се покажа како одличен избор за многу американци кои во тоа време започнаа да купуваат втор автомобил во семејството. Планерите на Форд умно предпоставија дека ќе биде така и го наполнија со доста стандардна опрема. Со својот коцкаст изглед им се допаѓаше и на жените кои ја ценеа неговата практичност во секојдневното користење. Комфорен, тивок и со прифатлива цена, се опремуваше со 2,8 литарски 6-цилиндричен мотор со 105 конски сили и 3-степен мануелен менувач, двојно посилниот V8 дојде наредната година, а автоматиката многу подоцна. Се нудеше во 3 каросериски верзии како теренец со платнен или метален покрив и во пикап изведба. Она што го разликуваше од другите беше можноста вратите да се извадат, со што лесно се претвораше во возило за уживање. Така концепиран, Форд немаше многу причини да го менува и обстана на пазарот цели 12 години. Под влијание на конкуренцијата, втората генерација значително порасна и со својот посериозен изглед за неколку пати ги зголеми бројките на продажбата. Го трасираше патот и за подоцнежните модели се до 1996-та, кога замина во историјата. Со промена на пазарната стратегија на почеток на деценијата, Форд го искористи имиџот што Бронко го имаше и лансираше сосема нов теренец со ретро дизајн и карактеристики како оригиналот од 1965-та. Европскиот модел пак ќе биде нешто сосема поинакво и освен името ќе нема ништо заедничко со својот американски роднина. Ќе биде позициониран помеѓу Puma и Kuga, од која ќе наследи доста механички компоненти, вклучувајќи го и плагин хибридниот погон.
Поминаа 50 години од представувањето на Lotus Esprit, кој Джеймс Бонд го прослави како автомобил подморница. Младиот британски стартап Енкор не можеше да одолее на таков моќен имидж и со ентузијастички сили креираа нова современа рест-мод изведба. Го има истиот здивовоздемачки дизајн на Giugiaro, но каросеријата е од јаглеродни влакна. Исполнета со модерни технологии, применети и кај 3,5-литарскиот твин-турбо V8 мотор кој произведува 400 конски сили. Заради тежината од само 1200 килограми, од нив лесно постигнува максимални 280 км на час, а спринтот до 100 трае 4 секунди. Менувачот е засилен со пирачките и ослонувањето се унапредени. Тркалата се од 17 инчи напред и 18 назад, а светлата модерни LED. Редизајнираната кабина со ретро акценти располага со дигитална инструмент табла, дискретен инфозабавен систем, клима уред, систем камери и друго. Но и покрај сите модерни нешта, душата му остана иста. Велат такво и чувството во возењето кое ќе го дознаат 50 срекници со джебови доволно длабоки во нив да собере 430.000 фунти. Jaguar Tiv која одбележа својата 90-та годишнина. Точно пред толку време се појави првиот автомобил кој го носеше славното име, производ на компанијата SS Cars. Таа настана откако двајцата партнери, Вилијам Лајонс и Вилијам Волмсли, кои имаа бизнис за производство на приколки за моторцикли и автомобилски каросерии, се разделија. Заради очигледни причини, после Втората светска војна нејзиното име беше променето, но идејата која ги водеше остана иста, да се понуди најдоброто што британската автомобилска индустрија може да го направи. Истото се случува и денес, во пауза меѓу она што било и она што ќе биде. Одбележан со средба на првиот Jaguar во историјата и концептот што ќе ја дефинира иднината на марката, јубилеот беше засенет со неочекувана вест. Главниот дизајнер, Гери Мегаверн, беше избркан од работа. Од Jaguar Land Rover, каде тој беше и член на управниот одбор, нема никакви коментари ниту образложенија за оваа ненадена ситуација. Голема недоумица е како тоа ќе влијае на луксузниот Grand Tourer кој идната година ќе произлезе од електричниот концепт Type 00, чиј креатор е токму Мегаверн. Јапонците газат по својот пат, иако малку тврдоглаво, но секако успешно. Honda за американците го обнови својот најголем кросовер Pilot, а Toyota со помош на своето спортско оделение Gazoo Racing за 2027-та најавува моќни изведби на моделот GT и електрична верзија на Lexus LFA. Honda го освежи најголемиот свој модел на американскиот пазар, кросоверот Pilot. Неговата четврта генерација, која се покажа како полн погодок, сега се одликува со помоќен визуелен настап, модернизирана кабина и унапредени безбедносни пакети. Дизајнерските измени можеби не се револуционерни, но сепак се доволно впечатливи. Барем напред, каде се забележуваат поизразената маска и робустниот браник, додека назад се остана скоро исто. Поголем исчекор е направен во кабината, каде доминира новиот централен екран придружуван од дигиталната инструмент табла. Звучната изолација значително е подобрена, а со доработениот систем за управување возењето стана порафинирано. Под хаубата остана проверениот 3,5-литарски мотор со 285 конски сили, спарен со 10 степена автоматика, додека типично американскиот погон на сите тркала е само опција. Овој кросовер, долг 5,1 метар, кој се произведува во сојузната држава Алабама, освен во Северна Америка, се продава уште и на Блискиот Исток.
Toyota од секогаш имала спортски модели во својата понуда, некои дури и ултимативни со врвни технологии и перформанси. Така ќе биде и во иднина, во која храбро зачекорува со новиот супермодел со едноставна ознака GT. Тој во името ја содржи и кратенката GR, бидејќи е креиран и од страна на тркачкото Gazoo Racing оделение. Неговите инженери развија 4-литарски битурбо V8 мотор, чии 650 конски сили се пренесуваат на задните тркала преку 8-степен автоматски менувач. Распоредот на елементите на погонскиот склоп внимателно е направен за да се добие ниско тежиште и оптимална распределба на тежината, за што заслуга има и алуминиумската рамка на каросеријата. Во внатрешноста перспективата на возачот е поставена на прво место за подобро да ги доживее возбудувањата при брзините поголеми од 320 км на час. Подготвена е и неговата GT3 тркачка верзија, но и идеен наследник на Lexus LFA, кој има електричен погон. Детали за него не се објавени, освен дека е направен на истата лесна шасија како и Toyota GR-GT, кој ќе биде лансиран некаде во 2027 година. Електричните возила се под силен надзор поради многу недоумици што ги имаат луѓето. Првично, тоа е поради батериите и зрачењето на електромагнетните полиња што се явуваат од батериите и нивното полнење. Со истражувањето на ADAC се покажа дека за зрачењето не треба воопшто да се грижиме. Поголема грижа треба да ни се новите батерии со цврст електролит кои ќе бидат помали, со поголем капацитет, но во овој момент и далеку поскапи од литиумските. Противниците на електричните возила претрпеа уште еден пораз. Спротивно на она што некои го мислеа, тие не зрачат ништо повеќе од автомобилите со конвенционални мотори. До ваков заклучок дојдоа инженерите на ADAC, кои на барање на Германскиот сојузен институт за заштита од зрачење тестираа 11 електрични автомобили заедно со неколку хибридни и еден со класичен бензински мотор. Тие поставија 10 сонди во кукла која ја поместуваа на различни седишта во возилото, мерејќи ги електромагнетните полиња во возење и при полнење на батериите. Резултатите покажаа дека електричните возила не се ништо поопасни од било кој друг модерен автомобил. Единствено што е различно е што при забрзување или запирање се забележуваат кратки скокови во јачината на полето, кои сепак не се ниту необични, ниту пак блиску до границите за кои се смета дека ќе бидат штетни за човековото здравје. Со други зборови, во кабината на електричните возила не се случува ништо што би можело да биде вознемирувачко дури и за лицата со вграден пейсмейкер. Најсилните електромагнетни отчитувања всушност се забележени кај загреваните седишта без разлика дали се работи за електричен, плагин или пак бензински автомобил. Ништо страшно не се случува ни при полнењето. Малку посилните варијации околу приклучокот на почетокот на сесијата се уште остануваат во рамките на безбедните вредности. Автомобилската индустрија положува сериозни надежи во solid state батериите, од кои се очекува да воведат револуција кај електричните возила. Затоа и ветувањата се големи, автономијата од 1000 километри. Овие батерии со цврст електролит веќе долго време се тема на интензивен развој, но патот до нивното сериско производство се уште е долг. Дури и премногу, иако веќе се тркалаат прототипи кои ги демонстрираат нивните способности, проблемите кои би се јавиле во регуларното користење засега се непромостливи.
Се споменуваат 2 години, но во тоа ретко кој верува. Главни предизвици се што се уште не се доволно издржливи и постоењето безбедносни проблеми при нивното производство во кое материјалот се нанесува на анодата при висок притисок. Во споредба со сегашните, батериите во црста состојба имаат мала тежина и помали габарити, бидејќи енергетската густина им е за околу 25% поголема. Тоа, освен што ќе овозможи сериозна автономија, ќе влијае и на самата конструкција на електричните возила, бидејќи ќе треба помал простор за нивно сместување. Тие исто така се и помалку склони кон прегревање, а ќе се намалат и емисиите на јаглернород диоксид при нивното производство. За трошоците се зборува со половина уста, бидејќи е јасно дека ќе бидат ѓаволски скапи, барем на почетокот на нивната комерцијална експлоатација. Bugatti е способен да направи 5 пати повеќе примероци на турбилон, но тоа не го сака. Не затоа што на Мате Римац не му требаат пари. 3,8 милиони евра по примерок ќе донесат во касата на компанијата 950 милиони евра. Но младиот Хрват ја свати играта. Повеќе од сигурно е кон крајот на идната година дека ќе стигне вест од Мулус за нов и поскап хиперавтомобил. За среќа на новата епизода на Автомагазин нема да треба да чекате толку. Се гледаме следната сабота. Bugatti повторно се најде меѓу топ вестите овој пат со изјавата на Мате Римац дека турбилон е целосно распродаден уште пред да започне да се произведува. Тој гордо истакнувајќи дека автомобилот вреден 3,8 милиони евра без давачки е развиен во Хрватска, кажа и дека без разлика на побарувачката дополнителни количини нема да бидат направени. Лимитот останува на 250 примероци. Представен ланското лето, турбилон е првиот потполно нов модел на марката од незиното реинкарнирање под капата на Volkswagen. Има атмосферски 8,3 литарски V16 мотор од Cosworth со 1000 конски сили поставен пред задната оска. Погонскиот систем го дополнуваат 3 електромотора, 2 напред и 1 назад, со кои вкупната моќност нараснува на 1800 коњи. Батериите од 25 киловат-часа ветуваат електрична автономија од 60 км, а ниската тежина која не надминува 2 тона, перформанси како на вселенски брод. Или во бројки изразено, забрзување до 100 км на час за 2 секунди, а до 200 за помалку од 5. Максималната брзина е ограничена на 380 км на час, но со специјален клуч може да се достигнат 445.